Добар ден, дневник на К3. И железничката станица во Куманово е фатена во проектот на владата за рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици долж паневропскиот коридор 10. Според првиот човек на Македонски железници Транспорт АД Скопје Никола Костов, Кумановската железница станица се реконструира во автентичен архитектонски стил, пошто ќе следи обнова на возниот парк. Целосното интервју со Костов ќе може да го погледнете во емисијата Во фокус утре вечер во 21 часот. Куманово наскоро ќе добие реконструирана железничка станица. Во рамке на владиниот проект за рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици долж паневропскиот коридор 10, во тек е реновирање на железничката станица Табановце. Според првиот човек на Македонски железници Транспорт АД Скопје Никола Костов, Кумановската железничка станица се реконструира во автентичен архитектонски стил, пошто ќе следи и обновата на возниот парк. Интересот на Македонски железници пред се железничките станици кои што се наоѓаат на самиот граничен појас, тоа значи Гевгели и Куманово, како две најголеми и најзначајни станици. Во тој проект, оно што кажавте на владата на Република Македонија и реконструкцијата на железничката станица во Куманово, во оној објект или во оној стил како што е сега, значи една декорација, едно афирмирање на железничка станица Куманово од аспект и на самата архитектура, историско значењето на архитектурата на железничката станица Куманово. Према тоа, обновувањето на возниот парк би било комплетно кога ќе имаме обновување или реконструкција на железничките станици. Бидејќи патникот првиот печат го добива од железничката станица. Во таа насока интересот на Македонски железници е да што пре или што побрзо се обнови или реконструира. Во таа насока и во текот на наредната година, со оглед на проектите кои што ги има на потегот помеѓу коридорот 10 и по коридорот 8, кај што се спојува железничката станица Куманово, значи најзначајно ќе биде и обновата или реконструкцијата на железничката станица Куманово во целина. Целта на проектот за модернизација на железничките станици, набавката на нови возови и вагони и подобрување на целокупниот квалитет на услугите за патниците и карго превозот, зголемувајќи ги техничките стандарди и капацитети на 10 железнички станици од коридорот 10 и кракот 10D. За реконструкцијата на вкупно 11 железнички станици одвоени се средства од вкупно 5 милиони евра. Железничките станици изградени пред 7 децении треба да бидат целосно реконструирани до крајот на годинава. Трг на обележувањето на хоризонталната сигнализација во Куманово. Првично обележување се поставува на улиците Октомвриска револуција и Ленинова, а за овој зафат општината одвои 2,5 милиони денари. Инаку хоризонтална сигнализација согласно планот се поставува 2 пати во годината. Необележаните улици во централното градско подрачје и во приградските населени места кои представуваа опасност по животот на пешаците, после подолг временски период ќе добијат нов лик. Започна обележувањето на хоризонталната сигнализација во градот. Истовремено од страна на јавното предпријатие Паркинг се обележуваат избледените паркинг места, а продолжуваат и активностите за реконструкција и крпење на ударни дупки, информираше градоначалникот Дамјановски. Отпочна од одбележување на хоризонтална сигнализација, значи паралелно со тоа ЈП Паркинг си прави освежување на избледените паркирни површини, значи тоа е нивна обврска, а хоризонталната сигнализација е наша обврска, ние ја поштуваме. Паралелно со тоа оди и крпењето на ударните дупки во централното градско подрачје, приодните булевари, улици. Јавното предпријатие Водовод годинава изведувач за обележување на хоризонталната сигнализација, како што истакна директорот на предпријатието Горан Стојковски, ќе бидат обележани сите улици во централното градско подрачје, но и во останатите населени места. Обележувањето се изведува со средства од општинскиот буџет во вкупна вредност од 2,5 милиони денари. По завршување на комплетна техничка документација, добивање на дозвола од Биро за јавни набавки, обезбедување на средства и ресурси за започнување на оваа работа. Од вчера започнавме со обележување на Октомвриска револуција и Ленинова улица.
Значи план за работа добиваме од страна на одговорните во општина Куманово. Вкупна вредност на работите околу 2,5 милиона денари. Стојановски најави дека ќе се направат напори за да се реши проблемот и со вертикалната сигнализација, затоа што овие редовни активности се обврска и на општината и на јавното претпријатие Водовод, со што на граѓаните ќе им понудиме, како што истакна тој, град обележан по европски стандарди. Во текот на вчерашниот ден околу 17 часот на граничниот премин Табановце при пасошка контрола било констатирано дека ФИ-24 од Прилеп е видирана стоп листа и се бара за издржување казна затвор во траење од 3 месеци и 5 дена за сторено кривично дело измама, велат од Министерството за внатрешни работи. Во 18 часот и 15 минути со потврда за предавање на лице истиот е предаден на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово за понатамошна постапка. Ученици од училиштата од Куманово и годинава учествуваа на 6-тиот поред детски ликовен камп Асном, кој го организира фондацијата и секторот за култура од општината. Продукцијата од делата ќе биде презентирана на биенална изложба. 30 ученици од основните училишта од Куманово изработија близу 150 дела во различни техники на веќе традиционалниот 6-ти поред детски ликовен камп Асном, што се одржува во комплексот Етно село во Кумановско, кој годинава се одржува во организација на Фондацијата за култура и спорт и секторот за култура од општина Куманово со поддршка на Советот и градоначалникот. Денеска учениците и професорите кои творат на детскиот ликовен камп ги посетија представници на локалната власт на Куманово, кои им доделија признанија за нивното учество. Манифестацијата има за цел да го поттикне уметничкиот дух и креативноста кај децата и секоја година е се повеќе популарна меѓу младите уметници. Во овие 6 години преку 120 ученици од основните училишта од Куманово и веќе трета година се учесници на ликовниот камп и учениците, односно учесниците од порака наши од дневниот центар. Делата се продаваат на биенални изложби, а средствата собрани се донираат на корисниците на услугите на двата дневни центра за лица со интелектуална попреченост во Куманово, кои годинава учествуваа на кампот. Општината ќе продолжи да ги поддржува ликовните колонии, вклучително и детскиот камп, во кој под менторство на нивните професори се создава идна генерација на ликовни творци. Зборуваме за талентирани ликовни уметници. Куманово по својата содржина во минатото даде многу ликовни творци кои се ширум познати не само во Македонија и пошироко во Балканот и во Европа. Професорите по ликовна уметност објаснуваат дека учениците изминативе денови работеле на слободна тема во различни техники. Талентирани деца кои сакаат да работат, кои творат. Наистина прекрасно и супер поминуваме, се дружат, работат. Учениците учесници на детскиот камп велат дека природата е прекрасна и дека ги инспирира да творат во различни техники. Прв пат учествувам на овој ликовен камп Асном и многу ми се допаѓа. Ова е мојот цртеж. Јас представам тука заоѓањето на сонцето на еден тропски брег. На овие уметнички дела прикажав најразлични теми. На првиот ден имавме слободна тема, вториот ден имавме многу поразлична, односно монотипија, каде што изработувавме еден вид на печати. Овие се моите цртежи. Продукцијата од делата ќе биде представена во рамки на биенална изложба која ќе се реализира во Куманово. Утре во музеот на град Кратово на Пладне ќе биде отворена изложбата на плакати од 1950 година од врвни полски и европски мајстори на уметноста. Одговорните ги покануваат сите љубители и почитувачи на уметноста да проследат делотворештвото на уметниците од полската школа. Остануваме на темата култура. Кривополаничката јавност имаше можност да присуствува на еден несекојдневен настан, насловен лето со книгите на Сузана Турунџиева, на кој пејачката, книжевник и водител Турунџиева ги презентираше незините 5 книжевни дела, а воедно и музицираше. И кривополанчаник имаат можност да уживаат во перформансите на артистите кои годинава се дел од уличниот фестивал Баскерфест. Во сабота 25 јуни на градскиот плоштад со почеток во 19 часот театарот под отворено небо по 4ти пат ќе се представи пред кривополаничката публика.
Граѓаните на Крива Паланка на 25 јуни вечерта ќе имаат можност под отворено небо да ги проследат неверојатните атракции на повеќе интернационални артисти. И тоа представи, пантомима, жонглирање, акробации и креативни активности, ликовни изложби, базар на ракотворби, работилници и улични танчери. Освен тоа, програмата ќе биде збогатена со богата музичка понуда. Повеќе години уназад во Крива Паланка ни гостува Баскерфест, така и оваа година, значи на 25 јуни, во саботата навечер ќе гостуваат акробатите и магионичарите од разни земји од светот, каде што на сограѓаните на Крива Паланка ќе може да ги покажат своите вештини, ќе може да ги покажат сето она што го знаат. Јас ќе ги повикам сите оние кои сакаат да уживаат оваа вечер, да бидат присутни на градскиот плоштад, каде што ќе може да уживаат во нивните акробации. А воедно би сакал да се извинам на граѓаните затоа што на самиот транспарент за Баскерфест пишува 27 направена е печатна грешка. Баскерфестот ќе се одржи на 25 во сабота навечер и еве една покана до сите да уживаат во овој спектакл. По програмата во Скопје, која започна на 9 јуни, а ќе трае до 19 месецов, караванот на Баскерфест, составен од бројни артисти од сите меридијани на светот, своите перформанси ќе ги изведе во повеќе македонски градови. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во земјава, кој поради уникатниот концепт и спектакуларноста е признаен како најголем настан од таков тип во регионот. Грчките медиуми без коментар веќе 3 дни ја пренесуваат неговата изјава. Кодзијас против санкции кон Скопје. Централниот проблем на ПЈРМ е недостиг на култура за демократски диалог. Властите на ПЈРМ не се во позиција да прават внатрешни компромиси. Се само некои од насловите во онлайн изданијата на грчките медиуми кои се уште известуваат за изјавата на шефот на грчката дипломатија во Луксембург. Никос Кодзијас по Советот за надворешни работи во Европската Унија во Луксембург даде обемна изјава за новинарите во која информира за што се зборувала на состанокот и повтори некои од неговите познати ставови кои всушност ја одразуваат позицијата на официјална Атина. Грчките медиуми без коментар веќе 3 дни ја пренесуваат неговата изјава. Грчкиот дипломат на состанокот објаснил дека во 1997 година, кога Атина стави вето на Турција поради кипарското прашање, сите во Турција рекле дека откако Грција ќе го укине ветото, Турција ќе стане членка на Европската Унија веќе следниот ден и оти во земјата нема да има демократски проблеми. Тој ги потсетил учесниците на состанокот дека минатата година на истиот совет од јуни 2015 година истакнал дека постои голем проблем со Македонија која е во дефицит со функционирање на демократијата, а особено во однос на културата на демократски диалог и компромис. Овој дефицит се должи на земјите членки на Европската Унија, кои себе си се нарекуваат пријатели на Македонија, членки кои ги учат лидерите на Македонија да не прават компромиси, бидејќи тие овие земји членки ќе ги решат проблемите. Им кажав тогаш минатата година дека за жал преку начинот на кој се однесуваат со поранешна Југословенска република Македонија и товарот го префрлаат на Грција, на крајот властите на нашиот сусед нема да бидат во позиција да направат домашни компромиси кои се неопходни за развојот на демократијата, рече Кодзијас. Тој додаде дека за жал се покажало дека бил во право, затоа што ова раководство поради начинот на кој го третираат европејците не научи да прави компромиси и главните прашања кои ги имаме денес се прво да им се помогне со културата на компромис, второ да се помогне во развојот на демократијата преку придонес да има регуларни изборни правила и демократско функционирање на медиумите, трето дека тие не треба затоа што ова се слушна да разгледуваат воведување санкции. Во принцип, како и грчката влада, јас сум против системи на санкции. Во случајот со поранешна Југословенска република Македонија, исто така ние нема да дозволиме санкции. Вистинските пријатели на стабилноста на оваа земја се земји како Грција и Бугарија, а јас им повторив дека создавањето на оваа држава е реален факт на кој секој мора да гледа позитивно, рече шефот на грчката дипломатија. Тој информира дека на состанокот зборувал и за потребата да се истрае во однос на добрососедските односи во сите земји, подвлекувајќи дека Македонија преку прашањата што ги покренува, како и другите земји од Западен Балкан, не ги следат правилата на добрососедските односи. Тој исто така кажа дека на состанокот било разговарано и за политичката ситуација во Македонија. Објавен е конкурсот за уписи на јавните високообразовни установи во Република Македонија за академската 2016-2017 година. Матурантите кои имаат намера да го продолжат своето образование може да го погледнат на интернет страницата на Министерството за образование и наука.
Заменик министерот Спиро Ристовски на одржаната пресконференција информираше дека конкурсот предвидува вкупно 24.356 слободни места на 5 јавни високообразовни установи во државата. 13.536 места се наменети за редовни студенти во државна квота, 7.327 места за студентите со кофинансирање и 3.493 слободни места за вонредни студенти. Најмногу слободни места има на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, 10.535, од нив 6.606 за редовни студенти во државна квота, 2.819 за квота со редовни студенти со кофинансирање и 1.110 за вонредни студенти. На Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола има вкупно 3.543 слободни места, од кои 2.040 за редовни студенти во државна квота, 790 за квота редовни студенти со кофинансирање и 713 за вонредни студенти. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид има вкупно 440 слободни места, од кои 220 за редовните студенти во државна квота, 110 за квота редовни студенти со кофинансирање и 110 за вонредни студенти. На Државниот универзитет во Тетово има вкупно 4600 слободни места, од кои 1335 за редовни студенти во државна квота, 2600 за квота редовни студенти со кофинансирање и 665 за вонредни студенти. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип има вкупно 5238 слободни места, од кои 3335 за редовни студенти во државна квота и 1008 за квота редовни студенти со кофинансирање и 895 за вонредни студенти. Првиот уписен рок е во втората половина на август, вториот кон крајот на август и првите денови од септември, а третиот кон средината на септември. Лицата кои ќе се запишат како редовни студенти и ќе влезат во државната квота ќе плаќаат 200 евра годишно во денарска противредност. Студентите кои ќе се запишат како редовни во квотата со кофинансирање и вонредните студенти ќе плаќаат 400 евра годишно во денарска противредност, нагласи Ристовски. Дваесет цивили убиени при воздушен напад врз рака. Европски земји започна истрага за воени злосторства во Сирија. Могерини, Европска унија бара имплементација на договорите меѓу Косово и Србија. Свето денеска. Најмалку 25 цивили, меѓу кои 6 деца, се убиени при воздушни напади врз рака, престолнината на самопрогласениот исламски калифат, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Има и десетина повредени, некои од нив се во критична состојба, дополни центарот без да посочи кој ги извршил нападите. Сепак се претпоставува дека тие се дело на сириските владени сили или руското воено воздухопловство. На 3 јуни владините сили започнаа офанзива со цел преземање на клучниот град Тапка, кој се наоѓа на 50 километри од рака и напредуваа 20 на километри. Но по контраофазивата, джихадистите успеа да ги поразат владините сили и да ги потиснат од провинцијата Рака. Авионите на меѓународната антиджихадистичка коалиција, предводена од САД, исто така нанесуваат воздушни напади врз позициите на Исламска држава во Ирак и Сирија. Неколку европски земји, меѓу кои Шведска, Германија, Франција и Финска, започнаа истрага против наводни сторители на воени злосторства во Сирија со цел да се обидат да се изборат за права на жртвите на сирискиот конфликт, кој веќе навлезе во 6-та година. Овие мерки се преземени откако Русија и Кина два пати ставија вето на резолуцијата на Советот на безбедност на Обединетите нации, поддржана од над 60 земји во мај 2014, во која се инсистираше прашањето за сирискиот конфликт да биде доставено пред Меѓународниот кривичен суд. На дискусијата во Обединетите нации на тема "Први пукнатини во зидот на неказнивоста во Сирија" учествуваа поддржувачите и противниците на активностите на европските земји за истрага за тешки злосторства во Сирија. Како што јави онлайн изданието на приштинскиот весник Експрес, Тачи и Могерини разговарале околу последните случувања во односите Европска унија Косово за напредокот постигнат последниот месец. Високата представничка на Европската унија за надворешни политики и безбедност, Федерика Могерини, синоќа повика на целосна имплементација на договорите што во Брисел ги постигнаа Белград и Приштина, нагласувајќи дека тие треба да бидат целосно спроведени за доброто на двете страни. Подобрување на косовско-српските односи е неопходно во двете држави да може да ја продолжат нивната европска перспектива, изјави Могерини на средба со косовскиот председател Хашим Тачи во Брисел.
За време на средбата соговорниците се согласиле дека е потребно да продолжи имплементацијата на спогодбата за стабилизација и асоциација, прв договор постигнат меѓу Косово и Европската унија и оти е решавачко бидејќи ќе му помогне на Косово да ја подобри социоекономската состојба. Македонската ракометна репрезентација за предстојните квалификации за светското првенство во 2017 е во вториот шешир заедно со селекциите на Литванија, Португалија, Италија и Швајцарија. Женската ракометна репрезентација на Македонија жребката за квалификациите на светското првенство 2017 ќе ја чека од вториот шешир. На 27 јуни во седиштето на ЕХЕ во Виена ќе бидат излечени групите за првата рунда од квалификациите за Мундијалот во 2017. На извлекувањето Македонија ќе биде во вториот шешир заедно со Италија, Литванија, Португалија и Швајцарија. Во првиот шешир се Австрија, Белорусија, Исланд, Словачка, Турција и Украина. Од третиот шешир ќе бидат излечени Фараските острови, Грција, Израел и Косово. Репрезентациите ќе бидат поделени во 4 групи, од кои само една ќе брои 3 селекции, додека во другите две ќе играат по 4 репрезентации. Квалификацијските надпревари ќе се играат во 3 фази, од 5 до 9 октомври, од 23 до 27 ноември и од 30 ноември до 4 декември. Првопласираните две репрезентации од групите со по 4 и победникот во групата со 3 репрезентации ќе обезбедат пласман во баражот за светското првенство. Истиот ден, на 24 јуни во Париз од 14 часот, ќе се одржи жребката за светското првенство за мажи која на почетокот на следната година ќе се игра во Франција, а на која ќе настапи и Македонија. Европското првенство во Франција поминува во знакот на изненадувањата. Селекцијата на Хрватска ја совлада големата Шпанија и преку пресврт славеше победа од 2:1. Следуваат вестите од меѓународен спорт. Репрезентацијата на Хрватска синоќа во Бордо во надпревар од третото коло од групната фаза со пресврт славеше победа над актуелниот шампион Шпанија со 2:1 и го освои првото место во Д групата на Европското првенство во Франција. Хрватска настапи со подмладен состав, а тоа шпанските фудбалери го искористија уште во 7-та минута, кога победоа со голот на Алваро Мората. Сепак хрватите не се предадоа. Никола Калинич во 45-та минута израмни на 1:1, а победата на коцкестите ја обезбеди Иван Перишич во 87-та минута. Претходно Серхио Рамос во 72-та минута не реализираше пенал за Шпанија. Во вториот надпревар од оваа група Турција со 2:0 ја победи Чешка и со освоените бодови остана во игра за пласман во осмина финалето. Турците, како и Северна Ирска и Албанија, кои завршија како трето рангирани, имаат по 3 бодови. Но во мини табелата меѓу нив овие селекции најслабо рангирана е Албанија, која засега ќе ги исчекува исходите од денешните надпревари. Денеска на Евро 2016 ќе се играат средбите од последното трето коло во Е и Д групата, по кои ќе бидат познати сите селекции кои ќе играат во осмина финалето. Првата звезда во репрезентацијата на Шведска Златан Ибрахимовиќ можно е денеска да го одигра својот последен надпревар во националниот тим на Шведска. Тој одлучи последниот меч на Шведска на ова европско првенство да му биде и последен во кариерата за националниот тим. Иако има 34 години, донесе одлука во иднина да не настапува за националниот тим, така што ќе им го отстапи местото на помладите. Досега има 115 средби и 62 гола, а со 6 погодоци во историјата на европското првенство е на делба на третото место. Резултатите од последното коло во групите Ц и Д промовира уште 3 селекции во осмина финале на Европското првенство во фудбал. Нокаут фаза изборија Словачка, Северна Ирска и Унгарија, додека Турција го чека расплетот од последното коло во групите Е и Ф. Осмина финале како први и втори во своите групи досега изборија Франција и Швајцарија во групата А, Велс и Англија во групата Б, Германија и Полска во групата Ц, Хрватска и Шпанија во групата Д и Италија во групата Е. Времето во Македонија сончево и топло, попладне со мала до умерена облачност. Временска прогноза за североистокот.
Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам што не следевте. Пријатно попладне.